Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Членовите на легендарниот бенд Rolling Stones по цели 44 години во лондонскиот Хайд парк ќе одржат 2 концерти, наместо правичниот план за одржување на само еден концерт, а сето тоа е поради огромниот интерес на обожавателите. Вториот термин е одреден откако картите за првиот планиран концерт се распродадени со брзината на светлината, односно откако околу 65.000 карти исчезнаа во рок од 5 минути. По првиот концерт планиран за 6 јули, ветераните на музичката сцена ќе одржат уште еден на 13 јули. Имено Хайд парк е посебна локација за Rolling Stones, а според зборовите на фронтменот Мик Джегер, за ова место ги поврзуваат прекрасни сеќавања. Концертот ќе биде одржан во рамките на турнејата по повод 50 години од основањето на бендот. По шпекулациите дека оскаровката Ен Хатауеј се откажува од актерските води. Изгледа Ен ја победила депресијата и веќе потпишала договор за нов филм. Ен Хатауеј, која ја толкуваше жената мачка во хитот на Кристофер Нолан од минатата година The Dark Knight Rises, е во финални преговори повторно да соработува со познатиот режисер на неговиот најнов проект Интерстелар. Инаку кон крајот на минатиот месец, актерот Метрю Меконаки доби понуда да ја толкува улогата во филмот, која експресно ја прифати. Приказната во најновото филмско остварување на Кристофер Нолан се фокусира на концепти како патување низ времето и алтернативни димензии и прати група на научници кои поминуваат низ црна дупка, патувајќи до најдалечните граници на познатиот универзум. Сценариото за филмот, кој е базирано на научните теории на астрофизичарот Кип Торн, го напиша братот на Кристофер Нолан, Джонатан, уште во 2006 година. Снимањето на филмот со Ен Хатауеј во главната улога ќе започне да се снима на есен, а премиерата е закажана за 7 ноември следната година. Еден од најмоќните славни парови, Jay-Z и Beyoncé, кои се во брак веќе 5 години. По се изгледа нивното заедничко патување на Куба не бил единствениот подарок. Имено 31 годишниот Jay-Z смета дека на семејството му е потребна мирна и изолирана оаза. И за нив, и за нивната керкичка Blue Ivy. Джей е подготвен да плати $3 милиони за парче земја кое се наоѓа во подрачјето на Северна Абака на Бахамите. А изгледа дека пример му е сер Ричард Бенсон, кој го купи сопствениот остров Некер на британските девствени острови. Па сега и Jay-Z решил да ја изненади неговата сака на Beyoncé со еден ваков подарок. На приватниот остров конечно би можеле да пронајдат мир покрај неколку члениот тим на помошници, собарка, домаќинка, дадилка и неколку чувари, изјавиле нивни блиски пријатели за американските медиуми. Социјалната мрежа Facebook е одредена за најдобра компанија за работа во светот. Рангирањето е направено од британскиот сајт Glassdoor, врз основа на анонимни оценки на компаниите од нивни службеници. Сајтот ги има искористено овие одговори за да го состави својот годишен рейтинг изборот на вработените. Google го зазема 6-то место на листата, а во топ 20 се уште 7 технолошки компании. Во декември минатата година во Facebook работеа 4619 лица, а во октомври компанијата отвори инженерски оддел во Ковент Гарден во централен Лондон. Вработените на Facebook посочиле дека работеле во сосема опуштени услови за работа, а видеоигрите биле само некои од начините за релаксирање. Секој млад родител во компанијата добивал по $400, пишува весникот New York Times. Glassdoor има возможува на корисниците да ги споделат своите вкупни впечатоци за работата на некоја компанија, како и да откриваат детали за платата и за процесот на апликација за работа. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.